Прво Петрово послание, глава 1. Петар, апостол на Исуса Христа, до избраните придојденици, растурени по Понт, Галатија, Кападокија, Азија и Витинија, според провидението на Бог Таткото, во осветувањето на Духот, за послушност и попрскување со крвта на Исуса Христа. Благодатта и мирот да ви се умножи. Благословен да е Бог, Таткото на нашиот Господ Исус Христос, кој по својата голема милост, преку воскресението на Исуса Христа од мртвите, не роди одново за жива надеж, за непоминливо наследство и неизвалкано, и кое не вене, запазено во небесата за вас, кој Божијата сила ве чува преку верата за спасение, подготвено да се открие во последното време. Во ова радувајте се, макар да сте сега малку наскрбени, ако е потребно во разни искушенија. Та вредноста на вашата вера, која е поскапоцена од пропадливо злато, кое се испитува во оган, да се покаже за пофалба, слава и чест при откровението на Исуса Христа, кого го љубите, иако не сте го виделе, во кого верувате сега, иако не го гледате, и се радувате со неискажлива и прославена радост, зашто ја постигнувате целта на својата вера, спасението на душите. Ова спасение го бараа и го испитуваа пророците, кои пророкуваа за благодатта што ви е наменета. Тие испитуваа на кое и на какво време посочуваше Христовиот дух, кој беше во нив, кога однапред навестуваше за Христовите страдања и за славите по нив. Ним им беше откриено дека не служеа за себе, туку за вас, со ова што сега ви го објавија преку оние кои ви го проповедаа Евангелието преку Светиот Дух, испратен од небото, во што ангелите сакаат да вникнат. Затоа препашете ги бедрата на вашиот ум, бидете трезвени, имајте полна надеж во благодатта, која ќе ви биде донесена при откровението на Исуса Христа. Како послушни чеда, не управувајте се според некогашните страсти, кои ги имавте во своето незнаење, туку според светецот кој ве повика, бидете и самите свети во целото свое држење, зашто е напишано: бидете свети, зашто јас сум свет. И кога го наречувате татко оној, кој не гледајки кој е кој, го суди според делата секој поединец. Поминувајте го во страв времето на својот живот, како придојденици, знаејќи дека не сте откупени со распадливи нешта, со сребро или со злато, од својот суетен живот, што ви е предаден од вашите татковци, туку со скапоцената крв на Христа, како невино и чисто јагне, кој беше предназначен пред создавањето на светот, а се јави на крајот на времето заради вас, кои преку него поверувавте во Бога, кој го воскресна од мртвите и му даде слава, така што вашата вера и вашата надеж да бидат во Бога. Откако преку Духот ги очистивте вашите души во послушност кон вистината, за нелицемерно братолюбие, љубете се истрајно еден друг од чисто срце, зашто сте новородени, не од распадливо семе, туку од нераспадливото живо и вечно Божјо Слово. Зашто секое тело е како трева, и сета нејзина слава како цвет од трева. Тревата се осушува и цветот и опаѓа, а Господовото Слово останува довека. А тоа е Словото кое ви е објавено како Евангелие. Глава 2. И така, положете ги настрана секоја злоба и секаква измама, и лицемерство, и завист, и секаква клевета. Како новородени деца, копнејте по чисто духовно млеко на Словото, за да пораснете преку него за спасение,
ако сте вкусиле дека Господ е добар. Пристапете при Него живиот камен, кого навистина луѓето го отфрлија, но кој е од Бога избран и скапоцен, та дозволете од самите вас, како живи камења, да се изгради духовен дом, свето свештенство, за да принесувате духовни жртви кои му се пријатни на Бога, преку Исуса Христа, зашто пишува во писмото: Еве, поставувам во Сион аголен камен, одбран и скапоцен, и кој верува во него нема да се посрами. Така за вас кои верувате, тој е скапоцен, а за оние кои не веруваат, каменот кого го отфрлиат зидарите, но кој стана аголен камен, и камен за сопнување, и стена на соблазнување, на која се сопнуваат оние кои се непокорни на Словото, зашто се и определени, а вие сте избран род, царско свештенство, свет народ, народ придобиен, за да ги прогласите славните дела на оној кој ве повика од темнина во својата чудесна светлина. Вие кои некогаш бевте народ, сега сте Божји народ. Вие кои некогаш не бевте помилувани, сега сте помилувани. Возлюбени, ве молам, како тугинци и придојденици, да се воздржувате од телесните желби, зашто тие војуваат против душата. Однесувајте се добро меѓу народите, така што токму во она за што ве клеветат како злосторници, врз основа на вашите добри дела, кога ќе ги видат, да го прослават Бога во денот на посетата. Заради Господа покорувајте и се на секоја човечка власт, било на цар, како врховник, било на управителите, како негови пратеници, за да ги казнуваат злосторниците, а да ги пофалуваат оние кои прават добро. Зашто ова е Божја волја, правејки добро да го замолкнете незнаењето на неразумните луѓе, како слободни, и не како оние кои ја употребуваат слободата како покрив на злобата, туку како Божји слуги. Почитувајте ги сите, љубете го братството, бојте се од Бога, почитувајте го царот. Слуги, покорувајте им се на своите господари со целосен страв, но не само на добрите и кротките, туку и на суровите, зашто тоа е благодат, кога некој страда несправедливо и поднесува маки заради сознанието за Бога. Имено, каква е пофалбата ако трпите, кога ве казнуваат за вашите престапи? Но ако страдате и трпите кога правите добро, тоа е благодат од Бога, зашто за тоа сте повикани, зашто и Христос страдаше за вас и ви остави пример, за да врвите по неговите стапки. Тој не направи грев и не се најде измама во неговата уста. Тој, кој беше навредуван, не враќаше со навреда, кога страдаше, не се закануваше, туку се предаде себе си на оној кој суди праведно. Тој сам во своето тело ги понесе нашите гревови на дрвото, та ние, умирајки за гревовите, да живееме за правдата. Преку неговите рани се исцеливте, зашто скитавте како овци, но сега се вративте при пастирот и чуварот на вашите души. Глава 3. Така и вие жените, бидете им покорни на своите мажи. Та ако некои не му се покоруваат на словото, да бидат придобиени без слово, со однесувањето на своите жени, кога ќе го видат вашето поведение во страв и чистота, вашиот украс да не биде надворешен, во плетење на косата, во ставање на злато или во облекување на разни облеки, туку сокриениот човек на срцето во непропадливиот украс на кроткиот и мирен дух, што е од голема вредност пред Бога. Зашто така некогаш се украсуваа светите жени, кои се надеваа на Бога и им се покоруваа на своите мажи,
како што Сара му беше послушна на Авраама и го наречуваше Господар. Вие сте нејзини ќерки, кога правите добро, не плашејки се од никакво заплашување. Така и вие мажите, живејте благоразумно со жените како со послаб сад, искажувајќи им почитување како на сонаследнички на благодатта на животот, за да бидат вашите молитви без пречка. Најпосле, бидете сите сложни во мислењето, сочувствителни, братолюбиви, милосрдни, понизни. Не враќајте зло за зло или навреда за навреда, туку напротив, благословувајте, зашто сте повикани за тоа, за да наследите благослов. Зашто кој сака да го љуби животот и да види добри денови, нека го воздржи својот јазик од зло и своите усни од измамливо зборување. Нека се отстрани од злото и нека прави добро. Нека бара мир и нека го следи, зашто Господовите очи гледаат на праведниците и неговите уши ги слушаат нивните молитви, а Господовото лице е против оние кои прават зло. И кој ќе ви стори зло, ако ревнувате за доброто? А ако истрадате заради правдата, бидете блажени. Не плашете се, ниту се збунувајте од нивните закани, туку осветувајте го во своите срца Христа како Господа, секогаш подготвени за одговор на секого кој ја бара причината на надежта, која е во вас, но со кротост и со страв, имајки добра совест, та оние кои го навредуваат вашето добро поведение во Христа, да се посрамат за она за што ве клеветат. Зашто е подобро, ако сака Божијата волја, да страдате правејки добро, отколку правејки зло. Зашто и Христос умре еднаш за гревовите, праведен за неправедните, за да не приведе при Бога, на вистина, тој кој беше убиен во тело, оживе духом. Во него тој отиде тогаш и објави на духовите во подземјето, кои беа непокорни некогаш, кога Божиото трпение ги чекаше во Ноевото време, додека се градеше ковчегот во кој само малку од нив, односно 8 души се спасија преку водата. Одговарајки на оваа слика, крштавањето, кое не е одстранувањето на телесната нечистота, туку е одговор на добра совест кон Бога, сега и вас ве спасува, преку воскресението на Исуса Христа, кој е оддесно на Бога, откако отиде во небото, каде му се покорија ангелите и властите и силите. Глава 4. И така, бидејќи Христос пострада во телото за нас, вооружете се и вие со истата мисла, зашто кој пострадал во тело, прекинал од гревот, та останатото време на животот во телото да не го поминете според човечките страсти, туку според Божијата волја, зашто доста е што во минатото време ја вршевте волјата на народите со тоа што живеевте во разврати, во страсти, во пијанства, во гозби, во опијанувања и во беззаконско идолопоклонство. Затоа сега и се чудат дека вие не трчате со нив во истата крајност на развратот и ве хулат. Тие ќе му дадат сметка на оној кој е готов да им суди на живите и мртвите. Имено, затоа им е проповедано Евангелието и на оние кои се сега мртви, за тогаш да беа судени по човечки во телото, а со духот сега да живеат според Бога. А крајот на се е близу. И така, бидете разумни и бдејте во молитвите. Пред се имајте постојана љубов меѓу себе, зашто љубовта покрива многу гревови. Бидете гостолюбиви еден кон друг, без негодување. Бидејќи секој од вас добил дар, служете си со него еден на друг, како добри домоуправители на многукратната Божја благодат. Ако некој говори,
нека зборува како Божји зборови. Ако некој служи, нека служи како по силата која Бог ја дава, за да се слави во се Бог преку Исуса Христа, кому му припаѓаат славата и силата во сите векови. Амин. Возлюбени мои, не чудете се на огненото испитување што се појави меѓу вас, за да ве искуша, како да ви се случува нешто необично. Туку радувајте се дека соучествувате во Христовите страдања, за да можете да се радувате и да се веселите при откровението на Неговата слава. Блажени сте ако ви префрлуваат за Христовото име, зашто тогаш духот на славата и Божиот дух почива врз вас. Вистина, според нив тој е похулен, но според вас тој е прославен. Имено, никој од вас да не страда како убиец, или крадец, или злосторник, или како оној кој се меша во туѓи работи. Но ако страда како христијанин, да не се срами, туку да го слави Бога со тоа име, зашто е време да почне судот од Божиот дом. А ако почнува прво од вас, каков ли ќе им биде крајот на оние кои не му се покоруваат на Божиото Евангелие? И ако праведникот одвај се спасува, каде ќе се покажат безбожникот и грешникот? Затоа и оние кои страдаат по Божја волја, да му ги предадат своите души на верниот Создател, правејќи добро. Глава 5. Старешините меѓу вас ги повикувам јас, кој сум и самиот старешина и сведок на Христовите страдања и учесник во славата која ќе се открие. Пасете го Божјото стадо, кое е меѓу вас, и надгледувајте го не со сила, туку драговолно како што Бог сака, не од желба за срамна печалба, туку од добро срце, и некако да господарите над оние кои ви се доверени, туку бидете му пример на стадото. И кога ќе се појави над пастирот, ќе примите круна на слава, што не вене. Така и вие, помладите, покорувајте им се на старешините, а сите еден кон друг препашете се со смиреност, зашто Бог им се противи на горделивите, а на понизните им дава благодат. И така, понизете се под силната Божја рака, за да ве возвиши во право време. И секоја своја грижа фрлете ја на Него, зашто Тој се грижи за вас. Бидете трезвени и бдејте. Вашиот противник ѓаволот обиколува како лав што рика, барајќи некого да го проголта. Спротивете му се цврсти во верата, знаејќи дека истите страдања се довршуваат во вашите браќа по светот. А Бог на секоја благодат, кој ве повикал во Христа Исуса за својата вечна слава, по вашето кратко страдање, сам ќе ве усоврши, зацврсти, зајакне и ќе ве направи непоколебливи. Нему слава и власт во векови на вековите. Амин. По Силвана, верниот брат, каков го сметам, ви го напишав ова накратко, за да ве опоменам и да ви посведочам дека ова е вистинска Божја благодат, во која стоите. Ве поздравуваат со вас избраната црква во Вавилон и мојот син Марко. Поздравете се еден со друг со целивна љубов. Мир на сите вас кои сте во Христа. Амин.